Предлог владиниот кабинет Стокмен утре ќе влезе во собраниска процедура, откако мандатарот Христијан Мицкоски ги обелодени имињата за предлог министри и вице-премиери, а тоа го направија и двете други партии кои ќе бидат дел од идната влада. Собранието е на потек. Пратениците ќе имаат 2 дена да ги разгледаат предлозите, а викендот кој предстои ќе започне расправата. Се очекува најдоцна до недела на полноќ Македонија да ја добие новата влада, составена од ВМРО, ДПМН, ЗНАМ и Вреди. Но дури после гласањето почнуваат сериозните обврски за извршната власт. Премиерот, министрите и замениците ќе се соочат со катастрофалната состојба во речиси сите општествени сектори. Идната влада на чело со Христијан Мицкоски ќе треба веднаш да покаже резултати во борбата против корупцијата, криминалот, подобрувањето на економијата. Да имаме проактивна дипломатија да се одбранат националните интереси, земјава да се движи напред и да не тоне, како што милува да каже Мицкоски, во политичкото мочуриште. Мандатарот при изборот на кадровскиот потенцијал и решенија за состав на идната влада се водел од принципите за честност и посветеност. Одбрал луѓе кои ќе дадат голема енергија во процесите и целосно ќе се вложат за реализација на амбициозните зацртани цели. Влада реформска, во која од 24 членови 16 ќе бидат од редовите на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, 20 ќе има од политичката партија ЗНАМ и 6 ќе бидат представници на коалицијата Вреди или ЛЕН. Влада која што треба да биде слуга на народот, тоа што народот го очекува од нас и повеќе од 600.000 граѓани кои што гласаат за овие политички партии, се практично граѓани кои што од нас очекуваат пред се подобар живот. Амбициите на идната влада според она што Мицкоски го соопшти кога го доби мандатот од претседателката се огромни, но тој очекува дека неговиот кабинет ќе ја смени реалноста, ќе ја трансформира Македонија во успешна европска приказна, држава која што ќе биде татковина на сите граѓани, место кое што ќе биде мотив и инспирација за оние кои што го напуштиле да се вратат назад. Најголемите предизвици кои предстојат се однесуваат на подобрување на животниот стандард преку реформи во економијата и силен инвестициски циклус. Целта на Мицкоски е да бидат задоволни сите: учениците, студентите, пензионерите, здравствените, социјалните и просветните работници, полицијата, војниците, земјоделците. Водилка пак ќе им биде владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата и враќање на довербата во институциите.